Денот на мајката ќе го одбележиме заедно со прво А одделение од Основното општинско училиште Киро Глигоров. Таму ни е колешката Симона Илиевска. Симона, вниманието е кај вас, повелете. Благодарам, Јована, токму така во Киро Глигоровски не прочека со одлична атмосфера, односно сите ученици од прво А одделение по повод Денот на мајката, односно во следните минути ќе имаме навистина убава прилика и ние и нашите гледачи да видат искрени детски насмевки и да видат како искрено децата ја доживуваат љубовта од нивната мајка. Меѓутоа секако дека пред се ќе разговараме со нивната наставничка, односно втората мајка Билјана Васик, која што изминативе денови и денеска подготвувавте многу активности поврзани за Денот на семејството, денеска Денот на мајката, така што ќе ни откриете колку всушност вашите ученици се радуваат на вакви активности и колку ги искажуваат нивните чувства. Меѓутоа ќе ви се заблагодарам пред се што успеавте да не пречекате на убав начин и да ги запознаеме сите ваши ученици. Добро утро, ви благодарам на поканата, благодарности од дечињата што имаат прилика да учествуваат на утринската програма. Ние Денот на мајката почнавме да го одбележуваме неколку дена однапред. Уште во петокот направивме цртежи кои што се сега во позади дечињата. Работевме техника водени бои, каде што има можност децата да ги представат своите мајки како портрет. Многу сум задоволна од активноста, задоволни се и учениците. Денеска работевме, срциња направивме за мајката, како израз на љубов, символ на љубов срцето, и имаме план да правиме поема за мајката, веќе е подготвен листот, каде што, бидејќи се првачиња, имаат можност да дополнат неколку реченици започнати за мајката. Сигурна сум дека ваквите денови во училиштата, особено за првоодделенците, се многу важни, затоа што на овој начин всушност ги учат вистинските вредности, односно да покажат љубов, да покажат почит и разбирање. Така што според вас колку е важно да се посвети поголемо внимание на вакви меѓународни денови како што се на Денот на семејството, на мајката, на таткото? Овие денови се многу важни. Всушност се како годишници кои што имаат за цел да привлечат внимание на популацијата, на широката јавност за некои важни датуми и случувања во општествениот живот на човекот. Некои датуми се многу важни за учениците, грижата за природата, грижата за семејството. Овие денови се поклопија деновите за семејството и Денот на мајката. Ние како наставници треба да празнуваме вакви денови, затоа што на некој начин правиме некаква релација со семејството, за да потенцираме колку се важни семејните вредности и колку се важни вредностите на мајката. Децата се свесни за тоа, меѓутоа сепак кога ќе се потсетуваат почесто, на некој начин ќе бидат свесни и за супер моките на мајката што ги има кон семејството и кон децата. Всушност, училиштето е вториот дом за сите дечиња, така што вие сте втора мајка. Предпоставувам дека и такво е чувството, затоа што разговаравме и вие велите дека секој наставник го има истото чувство како кон своите деца, затоа што тука вие се грижите за нив, речиси половина од нивниот ден. Каков е предизвикот да се носи епитетот втора мајка? Предизвикот е немерливо, мислам, постојан предизвик кој што секојдневно треба да се совладува. Младоста и воопшто не е мерило за одговорноста која што наставникот ја чувствува од самиот почеток кога ќе дојде
на своето работно место, па и до крајот на својот работен век. Значи, секогаш, колку и бидејќи се менуваат генерациите, секогаш чувството што го има наставникот кон децата е всушност она чувство кое што, како да е исто мајчинското чувство, како да е копирано. Барем зборувам и од мој аспект, верувам дека и од аспект на сите наставници, кога дечињата се кога имат болка или кога се тажни или кога се радосни, секогаш ние тоа го на ист начин споделуваме. Одговорноста е голема, бидејќи родителите на некој начин овде во училиштето ги оставаат децата на некој кој што треба истите тие чувства што ги дава мајката да ги повторува во текот на денот. Таткото се разбира во семејството за децата представува сила, представува моќ, заштита, а додека пак мајката представува нежност, представува грижа, представува топлина. Сигурна сум дека такви одговори ќе добиеме и од учениците. Ви благодарам што издвоивте време утрово и што ни дадовте вака убави одговори. Претпоставувам дека истовремено и предизвик, меѓутоа и благослов да се има ваква работа, односно сите овие деца да ве доживуваат како втора мајка. Доколку сакаме искрен одговор, тогаш дефинитивно за тоа треба да ги прашаме децата, затоа што се наискрени, непосредни и секогаш го даваат најдоброто од себе кога треба да изразат било какво чувство, така што веројатно предизвикот е голем во малку време да се каже што за нив значи нивната мајка и какви супер моќи има, меѓутоа неколку од учениците ќе ни откријат денеска што за вас значи вашата мајка, меѓутоа ќе те прашам прво тебе, како се викаш? Се викам Јоана. Какви супер моќи има твојата мајка? На мене зборот мајка ми е како многу како другарка така. Какви супер моќи има твојата мајка? Зошто најмногу баш нејзе ја сакаш? Зашто се грижи за мене и многу ме чува и секогаш кога сум тажна ме прави да бидам среќна. Како се викаш ти, кажи ни? Јаков. Јаков, зошто ти најмногу на целиот свет ја сакаш токму твојата мајка? Дека треба да почитуваме мајката и она нас не чува како најдобрата мајка што ја имаме на свет. Ви благодарам, меѓутоа сега ќе ги прашам и останатите дечиња. Кажи ни како се викаш ти? Јас се викам Ангела Николовска. Ангела, какви супер моќи има твојата мајка? Добри. Добри. Зошто најмногу нејзе ја сакаш? Зашо кога се лекарува ме гушка. И на тој начин ти искажува љубов, така? Да. Добро. Знам дека ни имаше подготвено ти и мал рецитал, пред се ќе ми кажеш како се викаш, а потоа ќе ни испееш најубава песничка за мајката, може? Јас се викам Анастасија Аврамовска. Срцето на мојата мајка е полно со љубов и добрина. Незината преградка ме прави среќна и кога сум тажна ме расположува. Секогаш се смее и како сонце ме грее. Благодарам. И ти ни имаш спремено исто така песничка. Како се викаш? Сташа Антугаска. Сташа, ќе може ли да ни покажеш што денес подготви и на кој начин ќе изразиш почит и љубов кон твојата? Да. Мојата мајка ме грее со незиното топло срце. Мојата мајка ми секогаш ми помага во се. Мојата мајка е најдобра мајка на целиот свет. Благодарам и од оваа страна. Верувам дека секој од децата има што да каже, меѓутоа нема да можеме, колку што ни дозволува времето, да ги прашаме сите. Добивме навистина убави одговори. Целта на ова линковско вклучување е да се види и да се покаже дека всушност децата од најмали нозе учат како да ги искажуваат своите чувства, како да покажат почит и разбирање кон најбитната жена во нивниот живот. Тоа е дефинитивно
мајката, така што ние како екипа од Македонска телевизија дефинитивно тука си одиме со многу позитивна енергија и научивме и ние нешто дека секогаш треба гласно да зборуваме за нашите чувства, да искажеме благодарност, почит и разбирање кон нашите најважни луѓе во животот.